Куп афери, скандали, сомнителни тендери, договори во 4 очи, мафијашки престрелки, нерасчистени убиства. Власта е здисана и постои сериозна опасност да се осмелат да направат изборен фалсификат. Велат дел од експертите. Единствен начин, според познавачите, да се спречи вакво нешто или барем да се намали, е опозицијата да влезе во техничката влада, во која нивните луѓе барем навреме ќе може да предупредат и да реагираат за евентуалниот подкуп и изборните манипулации. Поранешниот пратеник Илија Димовски за Алфа вели дека работа на министерот за внатрешни, предложена од страна на опозицијата, ќе биде заедно со граѓаните да се обидат да ги спречат изборните малверзации. Ние имаме најкорумпираната власт во последните 30 години. И тоа не е став на Илија Димовски, туку е став на најзначајните амбасади во Република Македонија. Има два елементи. Прво, поединци во оваа власт имаат огромни средства, огромни суми, но исто така поединци во оваа власт се плашат за својата судбина доколку не бидат власт. Моите очекувања се дека енормни суми на пари ќе бидат пуштени на див начин, на незаконски начин, покрај ова што ќе оди преку владини институции, да се влијае, да се подкупуваат гласачи. Мислам дека министерот за внатрешни работи, кој што би бил предложен од ВМРО-ДПМН, ќе има таа улога, тоа да го спречи. Покрај улогата на министерот за внатрешни работи, кој ќе треба да ја брка корупцијата, и останатите министри заменици ќе треба внатре во институциите да ги следат парите, за да не може власта да користи државни пари за подкуп. Димовски вели, ВМРО-ДПМН мора да учествува во техничката влада, ем затоа што законот тоа го предвидува, но и заради тоа што не треба да им се остави 100 дена плюс на оваа влада да ја пустошат Македонија. Доколку ВМРО-ДПМН не влезе во оваа техничка влада, власта ќе има уште 100 дена плюс целосни можности со изборен подкуп, со манипулации, со незаконски вработувања во администрацијата да влијае на изборниот процес. Значи, ако крајната цел не е промена на оваа власт и ако влегувањето во техничката влада е алатка за да го забрзаме и засилиме тој процес, да бидеме сигурни дека ќе се случи тој процес, тогаш ВМРО-ДПМН треба да учествува во техничката влада. Димовски посочува дека учеството на ВМРО-ДПМН во техничката влада не значи никаква политичка легитимизација никому, затоа што партијата во минатите години имала изграден и јасен став по однос на многу прашања. Учеството на министрите на ВМРО-ДПМН во таа влада би било исклучиво да се оневозможи злоупотреба на системот.